Почитувани, разговараме со госпогица Моника Зајкова, председателка на Либерално-демократската партија и пратеничка во Собранието на Северна Македонија. Госпогица Зајкова, учествувате на меѓународната програма за лидерство која е во организација на Американскиот State Department. За каков вид на програма станува збор? Така, пред се ви благодарам за можноста. Учествувам на меѓународна програма за лидерство по номинација на амбасадата на САД во Република Северна Македонија, која што програма опфаќа прашања во областа на безбедноста и одбраната во пресрет на НАТО самитот кој што ќе се одржи во Вашингтон во месец јули. Голем дел од средбите се во Белата куќа, во State Departmentот, во Атлантскиот Совет имавме можност да оствариме неколку средби во Пентагон. Истите се голем дел off record, односно за класифицирани информации, но она што може да очекуваме е дека САД и Европа ќе зголемат соработката во НАТО алијансата и дека фокусот на овој самит повторно станува помошта за Украина. По завршувањето на парламентарните избори рековте дека ќе действувате независно како пратеничка. Што значи тоа? Па, секој од пратениците треба да действува во суштина, независно од во рамки на она што е во интерес на граѓаните, но и она што е интерес за напредокот на државата. Тоа не е ништо ново, иако предизвика низа на реакции. Мојата изјава значи дека Моника Зајкова како пратеник ќе действува независно во однос на политиките на коалицијата, во делот на поддршка на она што значи добри закони за граѓаните, но и добри одлуки за државата. Впрочем, и во изминатиот парламентарен состав, кога бевме двајца пратеници од страна на Либерално-демократската партија, често пати можеше да се види дека Либерално-демократската партија согласно своите програмски определби и својот либерално-демократски концепт има поинакви размислувања од коалициските. Така не ги поддржавме измените кои што се однесуваа на кривичниот законник, имавме различни мислења по однос на законот за игри на среќа, но и имаше законски решенија кои што ги предлагаше сама, бидејќи тоа е работата на пратениците. Наш предлог закон за изменување на кривичниот законник кој што требаше да го зголеми рокот на застареност на кривичните дела од 30-та глава, законот за платни системи со кој што требаше да се намалат провизиите на банките, измени во изборниот законник со кој бараме една изборна единица, отворени листи, 50% застапеност на жените и мажите, но 40% застапеност на жените во делот на она што значи локална самоуправа, односно градоначалничките, бидејќи во советите веќе се воспоставени квотите, законот за благосостојба на животните и низа други законски решенија, и тоа всушност значи независното действување како и досега во парламентот, затоа што пратениците се таму за да ја презентираат волјата на граѓаните, односно потребите на граѓаните, и сметам дека не е за зло ако во одредени работи се разединуваме во коалицијата, но и ако за одредени работи во целост се согласуваме. Впрочем, коалициите се базираат врз основа на програмски цели и определби, така што ЛДП ќе действува исклучило врз основа на она што е наша програмска заложба, но и ќе даде поддршка на се она што значи реформа на државата, напредок на државата, но и добар животен стандард на граѓаните. Тоа значи дека останувате во коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз? Така, остануваме во коалицијата, меѓутоа нема да бидат изненадени граѓаните ако видат дека некогаш имаме различни мислења по одредени прашања. Дали во изминатиот период имавте разговори со ВМРО ДПМН и дали добивте понуда да преминете во владеачкото мнозинство? Како политички партии секогаш имаме комуникација едни помеѓу други, меѓутоа овој пат не се разговорите во делот на преминување од едно во друго мнозинство. Далеко од тоа. Не сме имале такви разговори, но нормално дека во собранието имам комуникација со пратениците од сите пратенички групи. Ќе гласате за реорганизација на владата што ја предложи господинот Христијан Мицкоски? И тоа е добро прашање, затоа што ЛДП уште во својата програма во 2011 година има излез. Впрочем, јас неколку пати во текот на кампањата напоменав дека програмата на ВМРО ДПМН во голем дел
всушност е превземена од програмата има излаз на Либерално-демократската партија, која што ние програма во делот на оние правци кои не беа исполнети, ја потврдивме и на тематската конференција секој е важен одржана во ноември изминатата година. Од тука, бидејќи една од заложбите на ЛДП беше токму реорганизација на органите на државната управа, но и на министерствата, ЛДП ќе даде поддршка на овој закон, затоа што сметам дека со истиот ќе се разграничат, односно ќе се додефинираат надлежностите на одредени министерства. За поздравување тоа што имаме ново Министерство за енергетика, кој што е клучна област во државата, досега беше оставена само на еден сектор во Министерството за економија. За поздравување што имаме Министерство за демографија и млади, бидејќи демографските трендови знаеме какви се и навистина беше потребно вакво министерство. Така што да дадеме шанса на законот да видиме дали ќе ги покаже своите предности во праксата, бидејќи секој закон кога ќе се донесе треба да има одреден период на имплементација да видиме како истиот ќе функционира во праксата. И добро е она што се прави јасна дистинкција во однос на инспекторатите, инспекцијските служби кои што сметам дека навистина треба да работат поефикасно во дејноста заради која што се формирани. Кој е вашиот став во однос на изјавите на председателката Силјановска Давкова и мандатарот Христијан Мицкоски дека ќе го користат името Македонија наместо ставното име Северна Македонија? Јас, колку што видов во една изјава на господинот Христијан Мицковски, инако не би сакала да коментирам туги изјави, но видов дека се однесува на тоа дека ќе се почитува Преспанскиот договор. И мислам дека треба да одат во насока на почитување на истиот, иако голем дел од кампањата нели ја потрошија во тоа дека истиот не е добар. Ние всушност со присуството на НАТО самитот тука ги уживаме бенефициите од тој договор, колку и за секој од нас македонец да е тоа горливо прашање. И не сметам дека темите кои што се затворени треба повторно да ги отвараме. Знам дека и грчката страна го користи овој момент, бидејќи не треба да забравиме дека се европски избори, дека нели сите се надпреваруваат за поголем број пратеници во Европскиот парламент, па дури прочитав една изјава од Мицотакис дека на НАТО самитот ќе се отвори прашањето од Преспа. Не знам колку е тоа сериозна изјава, бидејќи дека самитот по она што можев да го забележам од средбите ќе биде генерално на воената помош, воената индустрија кои што нели ќе одат во насока на помошта за Украина. На што се должи неуспехот на изборите на коалицијата предводена од СДСМ во која дел е и ЛДП? Знаете како оваа коалиција вложи огромни напори да ја придвижи Македонија на евроинтегративниот пат, односно да приближи поблиску до Европа и да ги започнеме оние преговори. Носевме одлуки кои што беа навистина тешки, како за нас како политичари, така и за граѓаните. Она за кое што може да си признаеме дека можеби е прашање кое што забележа многу мал прогрес е владењето на правото и корупцијата. Иако е за поздравување тоа што владата не правеше селективна правда, можевме да видиме нели пред органите правосудни лица кои што доаѓаат токму од оваа влада. Иако имаше одреден напредок во однос на легислативата која што требаше да донесе напредок на полето на правосудството, сепак оваа област остана како горлива тема и имаме доста работа на ова поле. Јас стоам на располагање како пратеник да дадам поддршка на се што значи реформа во областа на владењето на правото, но и борбата со корупцијата во државата. И затоа и фокусот на нашата кампања беше ветинг и на политичарите, не само на правосудните органи. И јас од тука ќе порачам дека сум спремна ветингот да започне лично од мене, како Моника Зајкова, затоа што сметам дека истиот треба да опфати се од периодот од осамостојувањето на државата до денес, бидејќи токму тоа е периодот кога имаме највеќе стекнат капитал на поединци, натовар на буџетот на државата, кој што истиот капитал денес го користат за разноразни влијанија. Едноставно изборот на граѓаните е таков, волјата треба да се почитува, затоа имаме фер и демократски избори и наративот и политиките на оваа коалиција од граѓаните беа
на некој начин непрепознаени или можеби санкционирани. И веќе дадеме шанса да видиме како ќе постапува новата влада која доби сериозно мнозинство и поддршка од граѓаните, но со тоа и огромна одговорност и очекување од истите. Каков е моментално вашиот однос со коалициониот партнер СДСМ? Ние со коалициониот партнер имаме коректни односи. Сите коалиции не се базираат за тоа што вие сте истомисленици, но за тоа што делите одредени вредности кои што се слични вредности. Одлуката за оваа коалиција беше пред се од фактот на побрзо движење на евроинтегративниот процес, каде што постоеше јасна и недвосмислена волја искажана од страна на коалицијата, така што тие односи остануваат коректни, но не треба да заборавиме дека Либерално-демократската партија е посебен политички субјект и има право на своји политики, бидејќи има своја програма која што треба да ја застапува во парламентот, за која што треба да се бори. И од тука не гледам проблем зашто во одредени политики би се одвојувала и од власта, но и од останатите опозицијски партии и не сметам дека истото треба да се зема како нарушени односи со една или друга партија. Има 5 кандидати за избор за председател на СДСМ. Кој е вашиот избор и зошто? Знаете како, СДСМ си е посебна партија и јас не би се мешала во нивните одлуки. Сепак секој од партиите простата треба да си го гледа собствениот двор и да се занимава со собствената идеологија, програма, настапи, што на што како концепт ќе го презентира во јавноста, така што јас само како лидер на друга политичка партија можам да им посакам успех на кандидатите, а нормално дека не можам никого да фаворизирам, бидејќи за мене единствена идеологија која што ја фаворизирам и постои Либерално-демократската. За крај на овој разговор, каде ја гледате иднината на Либерално-демократската партија? Либерално-демократската партија мислам дека може да стане третата политичка сила во македонскиот политички блок, впрочем и некогаш беше таму. И центарот е доста празен во Македонија, така што мислам дека имаме сериозни шанси со прогресивна политика да го наметнеме концептот на либерално-демократско општество, кој што пред се значи почитување на правата на секој еден граѓанин, кој што значи еднаквост, но и силен правен систем и правен поредок, кој што е гаранција понатаму за силна развојна економија и за среќни граѓани. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам.